Donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoji donke, ne stoji donke, ne gledaj me, ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Od Bitola donke za Soluna. Koga pojdov donke od Bitola donke za Soluna. Ne stoji donke, ne stoji donke, ne gledaj me, ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Donke gi zaljubim, samo tebe donke te zasakam. Site momi donke gi zaljubim, samo tebe donke te zasakam. Ne stoji donke, ne stoji donke, ne gledaj me, ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Ne stoji donke, ne gledaj me, od gledanje donke fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Daj duni, 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 daj duni, 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 daj duni, 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 fajde nema. Добар ви ден и убави ден, драги наши верни пријатели, верни гледачи. Верувајте ме дека вашата празнична и позитивна енергија можеме да ја почувствуваме дури и ние тука во нашето студио. Верувам дека проубаво ги поминавте и божичните празници, верувам дека вашата трпеза беше навистина онака богата, како што додикува за еден голем празник, како што е Божик, а сега сме тука некаде помеѓу Божик и Стара Нова година или во народот познато како Василица, па верувам дека веќе се подготвувате и да кршите
она василичарска погача А, и да го најдете Спасен, паричето. чекај, токму во оваа везелка Така? ќе го дознаеме одговорот зошто некаде се крши погачката и се бара паричката за Божик, а зошто некаде за Василица. Значи паричката се крши, се бара и за Божик и за Василица. Јас Така мислам дека и за сега, двата празници. затоа, драги наши пријатели, останете со нашата везелка. Денеска ќе патуваме низ обичаите, низ традицијата, наша вековна македонска. Значи, ќе мириса цела Македонија веќе на подготовката за василичарските трпези и обичаи. Ке имаме многу музика, многу интересни, многу убави гости. Да им се заблагодариме на членовите на Сдруженијето на пензионери при Општина Центар и нашите верни пријатели група Круна. Останете со нас. Goce Georgija, opasен je lođija, em ljubođija. Goce večerva, doma gdje te čekam jas, da mi dojdeš, da me bakrovaš. Goce, nemoj da mi zadocniš, nemoj ke me nalutiš, teška su za čekanje. Goce, kaj što sakaš nosi me, ti si duša samo ti, majstor za bagnovanje. Goce Georgija, ima raka sigurna, ne promašova. Goce pobrzaj, bez tebe tašno se, samo ti si sretnja za mene. Goce, nemoj da mi zadocniš, nemoj ke me nalutiš, teška su za čekanje. Goce, kaj što sakaš nosi me, ti si dušo samo ti, majstor za bagnovanje. Goce Georgija, mnogo nežno zborova, ko da milova. Goce majstor si, duša, srce, sve mi, samo nemoj ne docni. Goce, nemoj da mi zadocniš, nemoj ke me nalutiš, teška sum za čekanje. Goce, kaj što sakaš nosi me, ti si dušo samo ti, majstor za bagnovanje. Goce Georgija, opasen je lođija, Goce Georgija, opasen ljubožija.
Етнолошкиот музеј во комплексот Македонско село во Нерези по неколкогодишната пауза повторно е во функција од пред неколку месеци. Овој музеј е во функција за афирмација и промоција на културното наследство. Што се може да се погледне овде? Во продолжение ќе дознаеме од Милена Василевска, која што е водич токму во овој музеј. Ќе ви посакам добар и убав ден, Милена. Добар ден. Кога е реотворен точно овој музеј, кога е изграден и што се може да се погледне овде? Значи, овој етномузеј беше отворен јуни 2016 година со отварањето на ова етносело и функционираше до 2018. Нели, после тоа следеше една пауза кога беше селото затворено и повторно се реотвори, нели, на 19 јуни 2025 година, а овој музеј повторно почна со работа јуни, значи ова лето. Значи, на првиот кат во оваа куќа, која што зазема централно место во комплексот, може да се погледа етнолошката изложба, која што представува еден многу само мал дел од нашето големо и богато културно наследство и представува дел од збирката на Музеј на Македонија. Материјалот кој што е тука изложен е од крајот на 19 век до средината на 20 век. Може да се, значи, погледне на реконструкција на соба, како изгледала во минатото, во нашите македонски села, со рачно изработен мебел, дрвен, троношчиња, ниска маса, рачно работени тајнири за вагани, чупани, потоа садови за црпење на храна од вреќите, склопци во кои што се чувало кафе, сол, лопатки за црпење брашно, потоа дрвени лажици кои што ги изработувале. Значи, дрвото било материјал достапен во природата и од него се изработувале садови во домаќинството кои што ги користеле и рачно, значи, се делкале. Исто така, ова освен садови кои што се користеле во домаќинството во селата, може да се погледнат и садови изработени од калајсон бакар, кои што биле во употреба и во нашите поголеми градови, како Велес, Скопје, Прилеп, кои што исто така се од крај на 19 век. Тоа се гезвиња за кафе, таз за тутун, сефер таз за чување храна, ѓумови и тепси. Освен тоа, може, значи, оваа изложба содржи и еден избор на народни носи, кои што во оваа изложба се празнични и невестински, а се од Западна Македонија. Од кои краеви се на Западна Македонија може да се погледнат? Празничните носи се од горните битолски села и од Кумановско поле, а невестинските носи се од Дебар, од Охридска невестинска носија и мијачка од мијаците кои што живееле во Папрадиште, Ореше. Освен тоа, може да се видат и примероци на везови од Галичка носија, везови на Сокај од Охридски регион, Струшки, Дримкол. Исто така, освен народните носи изложени, може да се погледнат и антерии, наметки, кои од модата ала турка, која што била карактеристична за градовите крај на 19 век, изработени од свила и кои што биле, нели, за свечана употреба. И дел од покујкнина, например дрвена масичка со сет за кафе, да се види, значи, како било живеењето во тој период и во градовите и во нашите села. А нашите народни носи, за разлика, значи, од антериите, кои што во тоа време ги шиеле терзи во чаршиите, нели, се појавуваат веќе крај на 19 век. Нашите народни носи се изработувани во домашни услови и се целосно, значи, рачно правени, почнувајќи од предење на волната, ткаење, и до везовите, значи, кои што се карактеристични за секој регион и различни, нели, во суштина нашите бои на нашите народни носи се црвена и црна, меѓутоа орнаментиката е различна, се разликува од регион до регион, но е сепак геометриска и со флорални мотиви.
Инаку, исто така може да се погледа и рачно ткаен килим, волнен, кој што е само еден од многуте прекрасни наши македонски килими, изработени на разбој со геометриски мотиви. Нели, килимарството како гранка во Македонија почнало многу да се развива крај на 19 век и покуќнина како овој што е ковчег за чување на алишта, во кој што домаќинките чувале везани работи, волнени, да речеме делови од покуќнина како јамболи, дипли. Каква е посетеноста и денеска на музеот? Во овие половина година веќе како што е реотворен. Еве можам да кажам дека од отворањето, значи од јуни месец, па се до сега музеот го посетиле 7600 посетители, што е така завидна бројка на посетеност и има голем интерес за нашето културно наследство од страна на странските туристи, но исто така музеот го посетуваат и домашни туристи. Да, како функционира, во кој период е отворен музеот? Музеот работи секој ден, освен понеделник, значи од вторник до недела, и секако не работи за државни празници, а од вторник до недела работи од 10 до 18 часот, така што ги поканувам. Можност за сите оние кои што го немаат посетено досега, овој етнолошки музеј кој што е во склоп на македонско село Нерези, да дојдат и да го посетат. Ви благодарам на вашето одвојно. Благодарам ви, мам. Драги наши пријатели, во пресред на нашиот голем христијански празник Василица, сакаме да дознаеме малку повеќе за обичаите на македонскиот народ. Она што се обичаи и што ги спроведува, но секако и што вели црквата. И затоа го поканивме и денешен наш гостине, отец Кирил Фидански од Скопската епархија. Христос се роди, отец. Се роди. За многу години нека ни е празникот и со среќи и сварно целата година. Да ни кажете збор-два за празникот кој што сега ни престои, за Василица. Најнапред голема благодарност на сите кои што повторно возможивте да бидеме заедно во оваа прекрасна емисија, која што е многу гледана и многу популарна. И ние како црква, како свештеник, да имаме можност да кажеме неколку збора во врска со празнувањата кои што се случуваат моментално, затоа што свештениците не би требало и не можат да поучуваат само од амвонот или пред иконостасот на црквата, на храмот, туку гласот на свештеникот треба да стигне до секој дом. Па ете, користејќи оваа можност, навистина упатувам голема благодарност. И како што доликува, бидејќи се уште се наоѓаме во тие божикни празнувања, најнапред сите гледачи и вас овде во студиото, ве поздравувам со најторжествениот и најрадосниот поздрав. Христос се роди, навистина се роди. До кога се вели Христос се роди? Пред да почнеме за Василица да зборуваме. Па ете, ние веќе знаеме дека веднаш после празникот Божик се подготвуваме и за богојавленските празнувања. Па во тој период меѓу Божик и Водици, верниците слободно може да се поздравуваат со поздравот Христос се роди, навистина се роди. Така, убаво е тоа да знаеме и гледачите наши да знаат за тоа. Сега се извинувам, уште еднаш пред да продолжиме со Василица. Што всушност славиме ние, Стара Нова година или Василица? Ајде да го објасниме тоа. Да, за неколку дена од сега, црквата во еден ден ќе прославува всушност 3 празника, не 2. Затоа што 14 јануари е посветен најпрво на светиот Василије Велики, голем учител на црквата. Потоа празнуваме еден Господов празник, Обрезание Господово, но исто така почнува и новата година според јулијанскиот календар според кој што црквата до ден денес се уште се води. И
бидејќи овие празници подеднакво се важни за нас, можеме да кажеме нели неколку збора. Најнапред обрезание Господово, празникот кој што се совпаѓа со Стара Нова година и Василица, е празник на 8-миот ден од раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос, и самиот празник го кажува значењето на тој празник. Светите отци на црквата велат дека на овој ден Господ по втор пат најмногу се понижил, ама тоа од љубов кон човекот. Првиот пат е кога се воплоти од Пресвета Богородица и Дева Марија и стана човек еднаков како нас, во се ист, само различен во гревот, затоа што тој е единствен безгрешен. А вториот пат е што на 8-миот ден од неговото раѓање дозволи да му се одземе парче од телото, односно да претрпи болка доброволно, со тоа исполнувајќи го секој закон кој што го дал за спасение на човекот. И овој настан, обрезанието Господово или обрезанието во Стариот Завет е праслика на крштението во црквата денес. Затоа што во старата еврејска традиција, но како што Бог заповедал, секој машко новороденче кој ќе се обреза, тоа станувало чедо Авраамово. А ние денес со крштението, со светата тајна крштение, стануваме чеда или членови на светата црква Христова. Понатаму, нели, празникот на Светиот Василиј Велики е празник во овој ден востановен затоа што црквата ги слави светителите во денот на нивното упокојување. Ете, Светиот Василиј Велики се упокоил на 1 јануари во 379 година, затоа овој ден се нарекува и Василица и нели Стара Нова година, бидејќи ние овде на земјата се што имаме ни е дар од Бога, па дури и времето во кое што живееме, и тоа е дар од Бога. И времето е особено голем дар и затоа црквата предвидела во тој ден да прочитаме молитви за годината што доаѓа. Ајде да видиме она што ги интересира гледачите, па и нас. Во различни краеви на нашата држава различно се празнува. Еве како на пример во некои делови на Македонија лепче или паричка се става нели за бадник, во некои делови на Македонија се става исто така за Василица. Во некои делови нели се пали бадников огон, а во некои делови, еве од каде што потекнувам јас во нашето Кичевско, ние огон палиме точно на Василица. Што е исправно, што е традиција, колку традицијата е замешана, односно во склоп со когезира со религијата, докаде може традицијата да се толерира и докаде има граница, докаде што не сме да премине и да се меша во теолошкиот дел. Да. Најнапред, обичаите и традицијата се навистина едно драгоцено наследство на секој народ, па така и на нашиот македонски народ. За бадниковото лепче или пак Василопитата, ако се подготвува за празникот спроти Василица, треба да го знаеме потеклото на овој празник, затоа што е востановено од самиот светител Свети Василиј Велики, кој што на некој начин го спасил својата парохија, својата епархија, својот град, кога требало да градот со кој што управувал како епархија да биде нападнат, и тој сакајќи да го смилостови царот или императорот, за да не го нападнат, замоли богатите семејства да го донесат сето злато кое што го имале во домовите и така да се одмине казната. Но во меѓувреме императорот починува и Светиот Василиј Велики, дознавајќи за овој настан, се подготвуваат многу пити, многу лепчења и на чудесен начин секој злато кое што било оставено се вратило во својот дом. И во чест на тој настан, црквата се до ден денес се подготвува таа Василопита. Но уште повеќе другата символика, кога Светиот Василиј Велики не го практикувал само тој обичај за да го спаси народот или верниците, христијаните од императорот, но исто така тој сакајќи да не ги понижи сиромашните,
и да не им дава златник или пари на раце, тој во лепчето ставил златник или париче, кој што тие дома кога ќе го ставеле на трапезата, добивале и лепче и париче. Тоа нас не поучува дека нели кога правиме милостина, би требало да едната рака не Кога знае што дава, прави, другата да не знае. Да, Така. ете така. А во однос на тоа, навистина, иако има и во денешно време и свештеници и верниците помеѓу себе се расправат и препираат за тоа кој е поправилно, сепак треба да знаеме дека се работи за обичај, дека овој обичај не е против нашата вера и сите кои што си практикуваат тоа лепче со париче да го спремат за бадник, за денот пред Божик, може тоа да продолжат да си го прават, додека оние пак кои што практикуваат во некои делови од нашата татковина, да го прават за празникот Василица, тоа можат слободно да го прават, нели? Во секој случај, знаејќи ја пораката и знаејќи смислата на тој наш обичај. Што значи дека не е грешка, односно Апсолутно, И едното и другото, другото, токму да. така. Секогаш ќе биде грешка тоа што може да не оддалечи од причесната, од храмот, а тоа е во однос можеби на тие огнови кои што во последно време се популарни. Токму тоа сакам да прашам, која е символиката на огнот? Дали без разлика, дали Василичарски, дали е или... падликовиот? Да. Па огнот секогаш е она околу кое што се собира семејството, можеби, огништето. По него сите копнеме кога не сме во домот. И можеби поголемиот дом, ако е тоа малото или градот или населбата, огнот е пак тој кој што ќе не собере. И можеби нема голема црковна символика или обичај, но она што е важно е што се прави на тие собирања, нели дали ако е време на пост, трапезата е постна, или ако се случува тоа пред Божик, или пак ако е помеѓу Божик и водици, можеби нели овде не мораме да посветуваме внимание на трапезата, но Ако се падне во среда или во петок има некакво влијание да биде постна трапезата, меѓу не? Божик и водици се блажи во сите денови, не е предвидено да се пости. Да, така да нели да се внимава со храната, со алкохолот, со она што се прави на тие прослави. Помеѓу периодот од Божик до Водици, во народот е познато крстени води. Да. Што значи тоа? Што всушност значи тој период? Да. Па тоа е повеќе народен обичај, инаку да речеме многу луѓе ќе се јават и ќе прашаат дали помеѓу Божик и Водици се прави на пример крештевка на новороденче или на било кој човек Или венчавка. или венчавка, да, но тоа нема, тоа е повеќе таков народен обичај. Инаку периодот меѓу Божик и Водици си е еден период во кој што го славиме раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос и се подготвуваме за неговото крештевање. А ви благодариме, многу убаво ни објаснивте и сега за крај уште да ги подготвиме и нашите гледачи, граѓаните, токму на Василица, што треба да направат, како црквата го означува овој празник. Што се случува тој ден во црквата? Значи, тој ден, Стара Нова година, Василица или Обрезание Господово, ќе биде одбележан најнапред со света божествена литургија. И ете сите гледачи, нели сите кои што имаат можност, убаво е во денот да им почне со молитва, со посета на храмот, учество на литургијата, причестувањето, кое што е најважниот дел од нашиот христијански живот, а потоа нели да ја споделат таа радост и со своето семејство, со своите блиски. Јас морам да ви искористам за уште едно подпрашање. Исто е познато дека за Василица дечињата одат во раните утрински часови по куќите со сирови гранчиња. Да. И тропат на вратите за среќа и за И здравје. ги суроваат, како што би кажале народно, луѓето. Има ли некое црковно значење околу тоа или тоа може би еден Да, обичај? навистина не е тоа нешто што можеме ние свештениците да го толкуваме или да го објаснуваме, затоа што сепак се работи за обичај во нашиот И зависи и кој крај на Македонија. Да. Ви благодариме многу, нека ни е за многу години. И Христос се роди. Навистина се роди, ми беше задоволство како и секогаш и посакувам тој амбиент на славење, на радост кој што го имате овде, да се пренесе во секој дом и до секој човек кој што го гледа. Ви Токму благодарам. ние добре дојден вашиот благослов.
Нека е за многу За многу години. години. Благодариме. Кога рана есен иде, тој зад казан ке се скрие. Ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече. Кога рана есен иде, тој зад казан ке се скрие. Ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече. Обединува, развеселува, те распејува, расположува. Добри мајстори, испечете ја, направете ја, споделете ја. Се додека каза врие, ракијата не се пие, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече. Се додека каза врие, ракијата не се пие, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече. Обединува, развеселува, те распејува, расположува. Добри мајстори, испечете ја, направете ја, споделете ја. Кога ке си дојдеш дома, жена ти е како мома. Ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече. Кога ке си дојдеш дома, жена ти е како мома. Ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече, ракија се пече. Обединува, развеселува, те распејува и расположува. Добри мајстори, испечете ја, направете ја, споделете ја. Обединува, развеселува, те распејува и расположува. Добри мајстори, испечете ја, направете ја, споделете ја. Во источниот дел на Повардарието во Јужна Македонија е сместен градот Кавадарци, кој представува центар на тиквешијата. Во источниот дел од градот пак се наоѓа паркот на народните херои Киро Крстев и Димче Мирчев. Овој парк има големо историско значење и се наоѓа во источниот дел на градот Кавадарци.
Паркот зафаќа површина од 3100 метри квадрати. Токму во овој парк се наоѓаат и спомениците на Киро Крстев и Димче Мирчев. Автор на споменикот е уметникот вајар Томе Андреевски. Споменикот е свечено отворен на 7 април 1967 година. Паркот е комплетно обновен во 2021 година од општествено одговорни компании. Киро Крстев Атанасовски Налбатот, познат по псевдонимот Страшо, е кавадарчанец роден во 1923 година, а загинал во 1944 година. За народен херој е прогласен во 1951 година. Димче Ѓоше Мирчев е велешанец, роден во 1913 година, загинал 1944 година, а за народен херој е прогласен во 1949 година. Вечерта на 7 април 1944 година, бугарската полиција ја опколила куќата во источниот дел на градот, во која се наоѓале Киро и Димче Мирчев. Поради тоа што одлучиле да не се предадат, пружиле силен отпор на непријателите 7 часа, додека имале муниција некаде до 2 часот по полноќ. Потоа двајцата се самоубиваат. Во негова чест и во чест на Димче Мирчев е испеана песната Димче и Киро Налбатот. Драги наши пријатели, толку ни е пријатно и убаво во студиото. Навистина патуваме низ традицијата, низ обичаите, а овој пат низ традицијата и обичаите на Дебар Мало, во општината Центар. И затоа на гости ја повикавме членката на Сдружение на пензионери при општина Центар, господјата Оливера Христова. Да. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Како сте? Одлично, баш ми е драго на оваа убава емисија. Секоја недела ја гледам, прекрасна емисија со прекрасни гости. И ми е драго што и ние учествуваме тука. Така, ни викаат и пријателите дека не може недела да започне без везилка. Секогаш, секогаш. Вика, везилка е во секој еден наш дом. Значи, ние сме тука, вие сте тука, сите заедно. А вие сте родена, Оливера, во Дебар Мало. Да. Во срцето на Во Скопје, срцето така? на Скопје, И да. до ден денеска сте таму. Да. Значи, асл Дебар Мало. Ептен, права Дебар Малка. Од каде, од точно кое уличе, кое сокаче? Па се Алберт Ајнштајн, иначе Дебар Мало е. А сега живеам кај војните згради. Генерал значи, штаб, тука, не првата, од втората Каршија, зграда. од Каршија, Па нели? комши. Слушај, ние сме комши, Да. бевме толку многу Да. години, јас сум родена Да, таму. да, и вие сте, До пред да. некоја година живеев Да, таму. да. Сега отидов малку на планина. Ако на чист воздух. На чист воздух, така. Ајде да се подсетиме како беше твоето детство во тоа време, како беше да се живее во Дебар Мало. За Прекрасно. сега нема да те прашувам. Сега- Во тоа време како беше? Тогаш беше многу убаво. Многу се дружевме, имаше друштво. Од школа ќе дојдеме, одиме пред зоолошка со чергичињата, другарите. Така. Си игравме, народно си играм, немавме телефони како сега. Тогаш немаше мајката да ти звони кај си, Не. кога ќе си дојдеш Ќе ни дома. намачка лепи мас или лепи Црвен шеќер, пипер, со црвен пипер или лепи шеќер и вода. Така. И на мене и на другарчињата што беа. И трчај црвени, замерак, многу убаво детство сум имала и родителите ми. Нема да се грижат за Не. улица, што, А како? немаше, не беа бараките. Немаше сега... А добро, кога порасна, кога стана девојки и другите твои Да, другарки како да, девојки, имаше ли корзо во тоа време? Каде излегувавте? Имаше. На площад На площад, излегувавме, значи имаше пак во корзо. Центар тука. Да, и во Дебар Мало имаше игранка. Сега да тоа да ни кажеш, дебармалските игранки. Да, игранка имаше, сега мислам тоа е пензиско и плюс, како се викаше ова другото? Јадро. Така. И таму е направив мојата прва свадба. Ја таму ја направивме свадбата со 120 души, прекрасно. И значи таму си се бендисувавте, таму си намигнувавте. Па си намигнувавме па во си. сладкарници се одеше обавезно. после, нели? Таму беше Во Апче, киното. Шехерезада. Апче беше, не беше Кино. Шехерзада. Да, само Апче Апче беше. секоја вечер, киното ни беше.
добро И секогаш сега, идевме. Така. Нели кога ќе се бендисавте со момчето и ќе дојде редот, свадба, Да. ќе се омажиш ли за мене, да, злато, да, срце, джигер, пиле, се поред, нели? Па тогаш немаше како сега, по 10 години да одиш. Не, одма тогаш, нели? Тогаш 8 сат дома, ама ако не... Бегалка. Па не бегалка, ма немаше. Клучна врата. Сега излегуваат во 2 сат, во 1. И добро, и мајките што ви вика, седи дома, мораш да плетеш, мораш чејс да спремиш. Да. Така? Да правиш, да знаеш ручека, ја не знаев ништо. Ај, Ја ако се омажив 2 јајца не знаев да спремиш. Ама значи многу си шетала. Многу Па си шетав. Многу играв и шетав. Ние немаше. Да, лауда. Корзото, дојди дома, оди на школа, чергичките и имаше Другарките? едни руси имаше ги тренира тие шимпанзата. Аха, во... Да, и таа зоолошка. нема деца и се не викаше на благи работи. Многу ја сакавме. Да. Добро, сега викаш не си знаела јајца да спржиш, Да. а гледај што си плетела. Па отпосле. А отпосле ли Отпосле. беше? А, така. Да. А добро, за чеј што ти праеше мајка ти? Вакви работи? Не, мајка ми не знаеше да плете свекрва ми. А, све. Гледаш дека пак некој ќар од свекрвите. Не Ама- само со дрви и ама со камења и- по свекрви, не? Не. Нели? Јас си живеев многу со свекрва. Многу си ја сакав. Ете, така. Нема ми ги чуваше децата, ме поштуваше. Па само свекрви имав, немав единец беше. Значи ти откако се омажи почна да плетеш. Да. Учеше од свекрвата. Од свекрва Ајде, ми. како започна работата? Како започна? Како започна да плетеш? Па како Како млада невеста. Да. Свекрва ми вика, купи си игла, купи си конци. И јас си купив, леле, сега како ќе плетам? И она не го донесла од првото, викам, ајде сега да не носам. Вака, онака и некако се научив. И порано, нели, се продава списанија, нели, во секој списание, во А имаше шеми. шеми. Ете, И јас така. се од шеми ми е ова. Ова е се од Све, шема. ова и Ајде. ова. Ајде да почнеме прво од овие грандиозни твои Да. дела. Какви чаршафи си сплела? Да, има многу. Боже мили. Ама не кажи ми можев за сите овој да ги првиот донесам. чаршаф, за овој, со коцките. Овој ми е од една хрватска телевизија. А овој округол е, Да. така? Од хрватска телевизија. Да, имаше шеми. шемата. И јас, железара пропадна и не, знаеш како, не спиеш. Плети, дење, ноќе, дење, кога имаш... И да не тоа? те нервираат, нели тоа терапија Ау, ти беше? многу, голема терапија. Ни имаш да те нервира, ни све крва. Па никој. 20 работив му исти погон, немаме пари, што ги се нервирам. Чуте Нема ме. пари, нема нервоза. Нема нервоза, додека имаш троши, после ќути. И многу плетев на децата, капи, шалови, за повојници плетев многу убави работи на Така, децата. дали уште плетеш? Па не плетам, се ми се искривени рацете ме Така, бола. значи во тоа време за повојници, така, кога се одеш на повојница, Од волница се сеќавате, носеше. од волница, Да. елек, па палеринче, па капче, па Секаде кај што обувки носев, за не, бебињата. чизмички, Чизмички. па од оздола ќе им ставиме ова да не се лизга. Да не се лизга. Па ракавички свекрва ми ќе им сплета, а ја капче со шалче. А за вториот чаршаф да Исто, ни кажеш исто и исто. тој е од телевизија. Си гледала од телевизија и си плетала. Не, не. И ова е шеми. една игла. Се не, Се и ова е една на игла, и игла од ова, тулипани. и ова, Така? и ова. Ова е на една Ајде да игла исто видиме. шема. И ова, леле, колку е убаво. Ова е за некоја мала клубска масичка, нели? Ма децата не Дали- сакаат. Не сакаат, а? Може Еве и ова. ќе го ставите сега во наследство. Драги наши пријатели, како е ова убаво, како што вела старите со рака не фатено. Да, еве го и ова. Ова се е по шема. А ова ги составуваше прво цветовите ги плетеше Па прво и потоа ги цветот, ова е со составуваше, така? тено конец. Тено конец. Но, да. Многу е убаво. Многу убаво. И потоа нели се перат, се штиркат и овие да ги Па испереш. ја и да не се Многу перени, интересни. не се Верувај перени, дека- оти пожолтуваат. Еве, толку Да. господи дами ни дојдоа во емисија, ни носат вакви плетени работи. Една плетка не се повторила. Тоа ми е многу интересно. Еве да кажем и друга господја да донела Не, ја имам таков два чаршаф вакви. или вакво миленце. Не, Не, ја- сите имаат различно.
Тоа е неверојатно. Јас се пошеми. Неверојатно. Ја не плетев А да ова? видам. Па тоа, нели во кисела вода живеев, има прозор во веце и си го А, ова се закачуваше на прозор, Па порано прозорецот. така беше. Така. И А завеси, ова? имам и завеси од ова, ама И ова е исто многу и ова. интересно. И ова исто. И Се ми ова е пошема. липсовидно. Браво. Да. Браво. Колку време треба, еве, например, еден чаршав да се сплете? Многу време треба, нели? Не е многу време, кога јас до 1 сат плетев ноќ. Децата ќе ги велат, успеам. заразно е, не можеш да го Па не оставиш. можеш, нити се Нели? спие, пропадна железара, немаш пари. Да. И- И ги продаваше во тоа време Не, овие? не ги продавам. Не, само за своја душа си плетеше. Само за ова Да. ми е за послужавник. А, да. А, И- значи, гледам дека сте плетеле. Ајде малку дојди кај мене тука. Пази. Така, седни си, да ги видиме и овие прекрасни пернички. Па овие Ова е, се, ова се на платно. да, ова е И таписерија. таписерија. Да, така? таписерија, Но да. направени, прилагодени Да, како да. навлаки за перничиња. Да. Многу интересно. Да. И до ден денеска си ги чувате. Ма не, ја ги И си чувам, ама не, користите? не, нови купуваат ништо. Не им се бендисува без Еве, сега еден апел до снаите, до керките. Немам слај, 2 керки, 2 внуки имам. Ти до И 2 внуките. зета прекрасни. А, ова ми се бендиса. Браво, бе, Оливерче. Да, Да ти кажам, прва си што дојде, што си ги пофали зетовите. Да. Ама чекај, и ја мојот ке си го пофала. Да. Ао, и мојот зете прекрасен. Со тој што живеам како син ми е. Да, значи... Тој ја- што живеам како син ми е. И мене исто така, еве да зе, па и за снаата морам да кажем, и неа да си ја пофала. Да. Ајде да си испофалиме. Ама, Ајде. па треба да си се пофалиме. Да се пофалиме. Ама зошто да ги- Нека се здрави Нека и се живи живи и сите, здрави. сите и нашите, навистина, ова е нашата традиција. Погледнете ја ова убавина. Колку е ова голем чаршав. Прифатете таму, ете така. Еве, ова се ремек дела. Ремек дела на нашата гостинка Оливера Христова од Дебармало. Браво, Оливерче! Еве го и овој чаршав, драги наши пријатели, да го видите. Значи, прекрасно нешто, ова е уникатна изработка на нашата Оливера Христова од Дебармало. Да си ни здрава и жива. Ала и вие да Да слушате. ни дојдеш повторно во емисија. Обавезно. И овие да ни ги чуваш, верно да ни ги чуваш. Навистина си прекрасна, поздрав до твоето семејство, ај срце мој. Ала. Поздрав до сите. Ала, И благодариме многу. Музеот на Тетовскиот крај е формиран во 1950 година од страна на Градскиот народен одбор на општина Тетово. Основна дејност на локалниот музеј била да истражува, чува, собира, заштитува и да го презентира музејскиот материјал. На почетокот музеот на Тетовскиот крај бил сместен во објектите на Дрвишкото Арабати Баба Теке во Тетово. Работниот и изложбениот простор на музеот изнесувале околу 750 метри квадратни, што во потполност ги задоволувало барањата на музеот. Во овој објект имало поставено археолошко-етнолошка поставка, уметничка збирка и поставка од НОП. Лоциран во стара традиционална македонска куќа која е заштитено добро, музеот на Тетово им нуди на посетителите можност да ги видат традиционалните носии, предмети и покуќнина во скромната збирка на постојаната етнолошка поставка. Музеот на Тетовски крај е една од најстарата културна установа во нашиот град. Тој е формиран во далечната 1950 година во страна на градскиот одбор на општина Тетово. На почетокот музеот се наоѓал во просториите на комплексот Арабати Баба Тече, кој што се наоѓа во јужниот дел на градот Тетово према Гостивар. Во 1968 година се отвора овој меморијален музеј на Комунистичката партија на Македонија, додека исто така имаме еден друг музеј, тоа е спомен куќата на народниот херој Ѓоце Стојчевски Амбарче, кој што се наоѓа во населбата Горна Чаршија. Тој е отворен во 1990 година. Сите овие два објекта се придружени со еден нов објект, а тоа е во 2021 година се
се формира управната зграда на Музеот на Тетовски крај, кој што се наоѓа во центарот на градот Тетово во поранешниот дом на Арама. Како и сите други музеи, така и нашиот музеј се занимава со научно-истражувачка дејност. Имаме тесна соработка со основните и средните училишта од градот Тетово. Соработуваме со Министерството за култура, каде што аплицираме со одредени проекти, кои што потоа ги презентираме пред пошироката јавност. Основна дејност на музеот е културно збогатување и популаризација на културно-историското минато на градот Тетово и Тетовско. Исто така, низ историските поставки на музеот презентирани се информации низ документи, фотографии, географски карти и различни оружја од историското минато на градот од турскиот период па се до почетокот на 20 век. Музеот е отворен за посетители секојдневно, освен недела. Објектот со своите едноставни и чисти решенија на фасадите, автентичен ентериер поседува амбиентални, архитектонски и естетски вредности, додека во дворното место е поставен нов отворен амфитеатар во кој во летното тримесечие редовно се одржуваат разни културни мултимедијални проекти во соработка со невладините организации на градот. Niko mori me
Крушево, абер пристигна. Крушево, абер пристигна. Кој има синој големи, кумити да ги испрати. Кој има синој големи, кумити да ги испрати. Стојан син нема синови, Стојан син нема синови, само сија има Тодора, Тодора една мајка, само сија има Тодора, Тодора една мајка е. Тодора на татко говори, Тодора на татко говори, купи ми пушка берданка, јаскомита млада ќе одам. Купи ми пушка берданка, јаскомита млада ќе одам. Темелите на оваа црква во која што се наоѓаме ова поплане, посветена на Света Петка во Кавадарци, се ставени на 8 август 2010 година. 5 години подоцна, на 18 октомври 2015 година, оваа црква е веќе осветена. За тоа како е настаната, како е изградена оваа црква, во продолжение ќе разговарам со протоиерей Тане, кој што е старешина на овој Божи храм. Ќе ви посакам добар и убав ден, ви благодарам за вашето одвоено време. Најнапред ви посакувам добре дојде во град Кавадарци, во нашиот преубав храм, кој е посветен на преподобната Параскева Петка. Како што рековте, тие се датумите кога е отпочната градбата на црквата и осветена. За да се овој храм направи е иницијатива најпрво на нашиот митрополит, Повардарски господин Агатангел, кој уште кога доаѓа во оваа епархија е со мисли и со желба во Кавадарци да се изгради втор убав храм за кавадарчани и за сите македонци тука. Тоа се случува веќе во 2010 година, се формира иницијативен одбор, каде што председател на тој одбор е сегашниот градоначалник Митко Јанчев, со несебична помош, деноноќно залагање на Митко Јанчев и на неговите членови на одборот што беа, сите се вклучија активно и за рекордно време се изгради овој храм.
Овој храм е изграден со Божи благослов и со материјали тука од Македонија. Каменот со кој е зидан храмот е донесен од Мариово. Тука на лице место е клесан од македонци од Мала Преспа и правен на лице место, оформуван, сочекан и е изграден, како што рекол, за тие рекордни години, 5 години. Се трудевме сите и сите несебично помагавме, најголема заложба да се изгради овој храм, како што рекол, покрај иницијативниот одбор, тука беа и финансиската помош од Фени Индустри во тоа време. Сите жители на град Кавадарци и на луѓе надвор од Кавадарци, македонци и од диаспората и тука од другите градови од Македонија, сите кога видоа какво дело се гради, сите несебично се вложија и помогнаа со свој допринос. Како што реков, се настојуваше се да биде од убаво по убаво. Иконостасот кога се правеше, иконите за иконостасот се бираше уметник, тогаш ја избра професорката Невенка Величковска да ги слика иконите на иконостасот, мозаиците што се на подот професорот Благоје Кузмановски, професорот исто така покрај за фрескоживописот се погрижи или го работеше зографот Павле Апостоловски, кој со негови помошници го зографиса овој храм и како што реков, во овој дел од градот од Кавадарци ни се роди еден преубав Божи дом, каде што кавадарчани го извршуваат своите молитвени потреби, крштевки, венчавки, литургии. Значи во овој храм секојдневно се служи света литургија. Значи покрај тоа што и се изгради овој централен храм посветен на преподобната Параскева Петка, ние во дворот, во нашата црква имаме направени уште 2 параклиса, едниот посветен на светиот Јован Крстител, а другиот на светиот Климент Охридски чудотворец. Тој што е посветен на свети Јован Крстител го одредивме да биде како крстилница каде што ги извршуваме крштевките, а пак параклисот на свети Климент Охридски како наш патрон на црквата и закрилник на македонците, ние, бидејќи пред да се изгради овој храм на оваа место, била идеја или замисла да се изгради храм на свети Климент Охридски чудотворец во времето на архиепископот Михаил, кога бил тука во оваа епархија, но тоа не се реализирало, само останало како идеја и во таа чест или заради тоа што првично на оваа место се планирало да се изгради храм на свети Климент, нашиот владика, Повадарски господин Агатангел, даде благослов да изградиме и параклис или мала црква на свети Климент. Сега тука во дворот ние градиме еден комплекс на црковна административна зграда, каде што исто така во склоп на таа зграда градиме параклис на свети Никола, Мирекинскиот чудотворец. Бидејќи многу луѓе во Кавадарци го слават свети Никола како свој заштитник, како домашна слава, како именден, исто така се договоривме или нашиот надлежен архиереј, господинот Агатангел, даде благослов да се изгради и тој параклис е исто така под титорство или несебично се залага да се изгради сегашниот градоначалник Митко Јанчев, бидејќи неговиот родител, татко му се викал Никола, во негова чест, заедно со неговата сестра одлучија да бидат титори и да се изгради тој параклис. Тој параклис веќе е во завршна фаза, се зографисува, што наредната година 2026 планираме да го осветиме. Така што во дворот на овој храм тука имаме главна црква Света Петка и уште 3 параклиси, мали цркви посветени на свети Јован Крстител, на свети Климент Охридски и на светиот Николај Мриликиски чудотворец. Да, здравје Боже, кога ќе биде нели осветувањето на тој параклис, наредната година ќе имаат можност може гледачите да погледнат нели во везелка. Што се однесува до црковната слава на овој Божи храм посветен на Света Петка, се чествува на 27 октомври. Да, на 27 октомври кога е споменот на Светата Параскева Преподобна или Епиватска, бидејќи е посветен на неа, тогаш ни е и храмовата слава. Исто така голема посетеност има и на 8 август, кога е споменот на Светата Маченичка Параскева Римјанка. Затоа и на двете
Света Петки, како што народот вели летна и зимна. Храмот е препон со народ, преубава атмосфера, дворот исполнет со радост, со луѓе. Значи, и двата дена, односно 8 август, бидејќи еве тогаш ставени темелите на овој храм, народот е доста присутен тука и го посетува, исто така и на 27 октомври, кога е споменот на самиот светителка на кој е посветен храм. Ви благодарам, отец, за вашето одвоено време и верувам дека со овој разговор и со овие снимки кои што може да ги погледнат секако гледачите и го доловивме овој храм и дека ќе дојдат да го посетат сите оние кои што не видат. Благодарам и на вас што одвоивте време или што имавте идеја да дојдете во овој храм и да го видат и останатите гледачи на вашата телевизија кои го немаат видено. Ви благодарам, пријатен ден. Имајте на себе. Драги наши пријатели, не случајно ви споменав дека веќе мирисот на софрата за Василица се чувствува. Па се чувствува и започнува тука од нашиот дом, од домот на Везелка. Погледнете ја ова фасцинантна трпеза посветена на Василица. Погледнете ова навистина очите ни јадат во чест на нашите обичаи и на нашата традиција. Денеска нагости во Везелка ни се членките на Сдружение на пензионери на Општина Центар, поточно и од активот на жени на Општина Центар. Добре ни дојдовте, драги мои пријателки. Најдовме. И морам да кажам дека ова е навистина голема чест за нас, затоа што се прв пат во Везелка, но нема да биде и последен, затоа што ние ќе си ја продолжиме нашата традиција и Христос се роди. Навистина се роди. За многу години Годин нека празникот. Сега сакам да ви ја представам председателката на активот на жени, госпоѓата Виолета. Господја Виолета, да не кажете збор-два за Сдруженијето на пензионери. Како функционирате, колку членови броите, кога сте формирани? Накусо за вашиот животен пат. И јас гледајки ве вас не сметам дека сте членови на Сдружение на пензионери, затоа што прекрасно изгледате. Благодариме. Па еве вака, најпрво да кажам, да ви се заблагодарам, прво, на вас лично и на Алфа телевизија, што денеска ни овозможивте да бидеме ваши гости, да учествуваме во вашата емисија, која многу е гледана, и поготово ние пензионерите многу ја гледаме и дома кога работиме, бога ми, со песма работиме и сите заедно, значи сме среќни, весели и уз песма готвиме дома, чистиме и ред други работи. Значи со Везелка се дружите секоја недела, така? Секоја недела, да. И сите ние имаме по некоја желба за овдека, да донесеме нешто, да направиме нешто и само викаме кога ли ние ќе отидеме у Везелка. Да. Ете, требало за Василица. Свети Васили си ја направи работата како што требаше. Точно. Да го поздравиме воедно и вашиот председател. Да, На обавено, Сдруженијето секако. на пензионери, како се вика господина? Нашиот председател на Сдруженијето на пензионери на Општина Центар е Злате Стефановски. Господине Злате Стефановски, и бакнеш од студиото и среќни празници. Така. Нашиот председател ни овозможи исто денеска да бидеме тука и многу сме му благодарни затоа што многу имаме добра соработка со него и многу сме активни заедно со него. Веќе 2 години активот на жени како функционира, мислам како што јас сум на... Значи порано е создаден, формиран, но 2 години почнува активно да работи. функционира. Претходно имало актив Добро. на жени, меѓутоа не бил воопшто активен. Така. И сега од кога мене ме назначија како председател на активот на жени на Центар, веќе почнавме да работиме и секако дека јас тоа сама не би можела доколку не се
тука со мене моите членки, Браво, кои се браво. секогаш со мене, голема поддршка имам од сите нив, верувајте, значи без нив ништо не би можеле да направиме. Така е. Многу сме инаку Ајде да видиме активни. за вашите активности. Каде се функционирате? Активот на жени. Па, вака, ние имаме, значи... На кои проекти работите? Имаме, ние, значи, во годината секогаш правиме програма за, значи, за работа. И таа програма ја доставуваме до нашето здружение и одина извршен и сето тоа, таа се разгледува, се усвојува и ред, така иде Така. поред. За секоја година предвидуваме, значи најмногу ние работиме со хуманитарни базари. Имаме базари што работиме и со општината заедно. Имаме голема соработка и поддршка од градоначалникот на општина Центар. Сакам да го поздравам господинот Горан Герасимовски, кој стварно многу помага на пензионерите и секогаш е уз нас. Со нив имаме неколку проекти. Кои се тие? Проектите што ги работиме со нив имаме со Моќта на поезијата, заедно во соработка, значи ние со општината и со Сдруженијето на просветители на град Скопје. И ние заедно, каде што тука секоја година и наши пензионери исто имаат нивни песми, Така. стихови и доваѓаат и деца од школите што пишуваат песми и доделуваме, значи, награди, благодарници и секогаш имаме значи, по еден лик од нашите македонски поети што ние за тој настан предвиден. Браво. Така да, после тоа исто имаме, правиме базари, како што беше Нош и Вилјушка во паркот на франкофонијата, исто и тој ни беше базар со општина Центар. После тоа имавме 18 работилници направивме во основните училишта, во 8 основни училишта во Скопје, што се имавме по 2 работилници, каде што ние 10 жени од мојот актив одевме и верувајте неуморно ги учевме децата да месат, да плетат, да готват, да шијат копчиња, да кројат. Значи сето тоа ги учевме и беа пресрекни децата таму додека бевме со нив, додека работевме. Браво, секоја чест. Колку благородна функција имате. Да, стварно многу убаво не беше и на нас тоа не беше Така? многу убаво и на нив и секогаш си одевме со гушкање, со дојдете ни пак. Последниот настан што го правевме беше по повод празникот 13 ноември, денот на ослободување на град Скопје. Правевме голем, значи хуманитарен настан. Нашите жени, значи членки од активот, ние вака исто направивме една голема трпеза. Исто и тогаш и имавме гости од многу градови наши, меѓутоа сега нашата членка ќе ви каже кој се уште учествуваше. Добар ден, ќе биде добар ден. Добар ден, јас сум Наде, членка на активот на жените од општина Центар. Ве поздравувам, ја поздравувам Алфа телевизија и оваа преубава емисија. Благодарам, Наде. Сега вие да ни кажете за дел од активностите, тоа што се случи 13 ноември беше голем хуманитарен базар кој кај нас во Дебармало се одржа. Сите наши членки од пензионерите и од активот на жените, сите направија нешто и го дадовме на аукција. Исто тоа како и се за продаваше, везелка, така? да, тоа се продаваше и сите собрани средства одеа за настраданите во Кочани. Браво. Да. Секоја чест колку сте хумани. Да, тоа е повеќе базари, нели, има, се прават, стално сите учествуваат, што е многу битно, нели? И има голем одзив од сите членки. Браво. Дали вие си ги прославувате празниците, ве активот на жени членките, да кажеме во вашите простори, каде што се собирате? Да, ние ги... Велик ден Божи, ке ве сега доаѓа Василица. Во општина, во нашиот центар, нашиот огранок, што е, ние секој празник го празнуваме, се собираме сите
така да со песна, со играме, се забавуваме и секој празник го прославуваме. Значи, активен живот. Вие немате време ниту за старење, ниту да зборуваме за болести, ни за ништо. Зборуваме само за прекрасни дружења, настани, проекти, креативни моменти. На 25 декември славевме сите пензионери во кафана. За 26 декември ја славевме почетокот на новата година во нашиот огранок. А сега ве очекува и прославувањето на Василица, каде што традиционално, како што ни кажа Виолета, вие си правите лепче со погача, зелник, лепче со паричка, зелник со паричка. Ајде да видиме која направи погачата со паричка. После ќе дојдам кај вас. Радица, јас мојот производ е сарма од винова лоза. Меѓутоа, лепчето го направи една наша колешка од пензионо. Да ја поздравиме, како се вика господјата? Галаба. Галаба, ви благодариме за лепчето Галаба. Ајде сега господјата. А јас ја донесов погачата и направи уште некои колачи Галаба и така натаму. Што направи Галаба? Друго да си кажеме што направи. Галаба направи колачи, таму се негде. Овие? Да. Овие се тие пиварките со мармаладче, така? Многу е вредна. Поздрав, добро. Галаба, поздрав да си ни здрава и жива. Сакам да се надополнам само на председателката. Кога бевме по школите, многу децата беа заинтересирани. Тоа сакам да ви го кажам. Децата беа страшно заинтересирани, дури едно дете мене ми викам стара сум, ајде ти почни да работиш нешто. Вика, не сте вие стара. Не се вие стара. Дипломатски воспитано. И навистина се во право. Навистина се во право. Тоа ми го остави печатов добар. Да. И сега вие направивте сарма од лозовиот лист, така? Лепчето да го кршиме ли? Ке го кршиме сега одма и потоа ќе продолжиме со софрата. Вие ке го прекршите? Ајде. Ајде. Да, ајде. Како е адетот? Се врти. Чекај, не. Дајте го ваму, дојдете да го извртиме. Ајде. Ете, така. Ајде. До 3 пати, така? Чекај, врти. Еве, еднашка, 2 пати, 3 пати. Ајде сега. Ајде, прво ќе земе најстариот. Ајде. Ете така, сите поред. Вратете се вие на местото. Сега да дадеме и тука. Повелете. А другите ќе ги поделиме на камерманите, ќе ги поделиме и на нашите гости, естрадни уметници. Повелете. Леле, ајде, кој ќе биде късметлија? Ајде да видиме, ајде. Ако не ќе им кажеме после. Ајде, да му биде годината на тој што ќе ја добие. Ајде, еве, вратете ја таму погачата. Браво, Галаба. А овде ке имаме и зелник со паричка, така? Да, сега. Чекај да видиме. Да видиме како. Кај мене не. Ево, одма ми кажувам дека не. Ајде. Да ни се представите, добро вечер. Виолета Јарчева, исто членка на активот на жени на општина Центар. Вие сте од општина Центар, така? И тука сте со години. Како се прославувала порано Василица и што се подготвувало? И вие што ни направивте за денешната везилка посветена на Василица? Па, усекавање ми остана од мајка ми како прославуваше. Правеше пита со паричка, а за бадник стававме, значи, погача па со паричка. 2 пати. 2 пати, сигурно. Вака за Василица, пошто јас сум сама, децата не се со мене во странство се. Ама јас го правам исто како да се дома. Браво. За сите кршам погача и кога падне паричето, ке се јавиш на телефон. Ке се јавам на телефон и го носам после лично тама. Да ни кажете што подготвивте за оваа трпеза празнична? Јас подготвив сарма од зелка. Јас уште направив макало едно и еден намаз од модри патлиџани. Намазот од модри патлиџани? Да. Јас се извинувам, морам да го пробам. Тоа е со ревчиња? Со ревчиња.
пеканс, специјални ореви. Да, Павлка, браво. фета сирење. Ке мора да ни дојдете во емисија и посебно да ни го подготвите, да знаеме како и ние по дома да си го правиме, така? Да, ова може и за доручек, и за ручек, и за вечера со подпечено лепче. И плюс имам ова за зимо, тие цепкани пиперки што моите деца ги обожаваат. Ето така. Љутеницата Лутко на е мама. тоа. Лутко Така, нема е, ништо ето така. подобро. Добар ден, јас сум Зорица. Добар ден, Зорица. Јас сум членка исто на активот на жени при Општина Центар. Во нашата фамилија за Василица се спрема макало, што и донесов. Да, полнети пиперки. Ова е макалце? Да. Леле, ова е тоа скопското макалце со везени пиперчиња и лукче. Така е. Да. И направив посни лимон коцки. Лимон коцки, посни. Да. Супер, браво и прекрасно изгледаат. Да. Значи, ова си го правите традиционално. Ајде да. сега. Значи, морам да кажам и за мојата комшика Оливера, која што не само плете, него и добро готви. Оливерчето. Да, Оливерчето. Оливерчето. Да, и она исто има донесено овдека кифли, има донесено банички месени и има донесено колачи со сусам. Да. Браво, Оливерче, значи, сега ќе ти ја Морам пробам да ја пофалам. баничката. Како што знаеш убаво да плетеш, сигурно ти се убави и баничките. Значи, кифличките, баничките, све од нашата Оливера. Еве, ќе го ставам ова тука, па и другите ќе си пробате. Ти благодариме многу. Наде, вие што ни направивте? Јас го направив кугловот. Кугловот. Толку декоративно убаво изгледа. Да. Туку е шаренолик, со што е внатре? Внатре е со топена чоколада. Да. Внатре од надвор е бела чоколада, внатре има црна чоколада. Прекрасно нешто. Да. А овој аранжман што е околу кугловот? Тоа се колачи. Колачиња. од други, да. Значи, овие се сусамки, мислам. сусамки, Од сусам, да. како ролачиња. Многу интересно. Ова се славските колачи. Па и баш пригодни за Свети Василije, за Василица. Одлично, супер. Имам и јас направено. Ајде, председателке, сега да ве слушнеме и вас. И јас имам Вики. направено. Значи, денеска за оваа пригода и јас се потрудив малку да направам нешто. Направив колач од мак. Тоа е овој колач, така? Тој колач. Како совршено изгледа. Нема ништо подобро и повкусно од колач со мак. Домашен, ваков. Да, домашен колач со мак. Го обожаваат сите, мислам да се што го пробаме. И јас го обожавам од овој момент натаму. Имам направено баклава. Совршен. Баклава? Да. А е новогодишната баклава, нели со оревчиња? Да, трпеза без баклава не може да биде во никој случај. Така е. Без посно гравче, имаме посно гравче од мене, значи имаме Морам да го пробам ова нашето скопско гравче да видам дали е како другите. Тиква имаме за денеска исто подготвено и за пита со зелка. Пита со зелка, тоа е тука имам исто паричка на крај. Да, имаме паричка. паричка. Ке си поделиме. Да. Леле, како изгледа. Како е ова добро измесено. Да. Погледнете како лист хартија. Така совршено измесе. Ги тегнеш корите? Да, ги тегнеш. Ау, браво! Гледате ли нашите домакинки од Општина Центар? Чудо од Господи! Лепоти, убавици! И прекрасна трпеза. Значи се во едно. И уште имам турлитава, денеска да не биде само посно, тука е турлитавата, направена е со 3 вида на месо, значи има и зеленчук. Нели знаете што све се состои турлитавата? И тоа е
Тоа е тоа, а сега сакам да кажам дека имам исто од наша членка Мица, која денеска не присуствува тука. Ја има повредено ногата, тоа е моја сестра иначе. Така. Да, од неа се денеска кифлита. Кифлита. Да. Браво, Мица, те поздравуваме. Мица. Кога ќе ти помине ногата, ќе ни дојдеш во везелка. Ајде вие да ни се представите. Елица. Елица. Членка сум скоро 13-14 години во Сдруженијето на пензионери и некој сум во извршниот одбор и председател на културно-забавниот живот за туристички патувања. Така, ти си одговорна, значи, каде ќе патуваме. Сега за 2026 година програмот е направен, нели? Сега е направен, сега ќе имаме у четврток. Планирајте ми и мене за патувањата, пошто и јас сум од општина Центар, така. Инаку со Вики имаме многу одлична соработка. Прекрасно. Што ни направивте вие за денеска? Ова е куглов, меѓутоа како колач направен, така? Да. Еве, ова е традицијата на дебармалците. Ете, баш така. Старинското. Ова е за мерак, се знае во секоја куќа. Каде сеченица? Леле ја проба пред малку сеченицата, ми остави таков печаток со сиренци и со прас. Со прас, да. Прекрасно. Прекрасна, мека како душа. И ова е исто мое. Да ја поздравам мојата комшика Милица, пошто и она беше... Милица, и јас те поздравувам, душа. Јас те поздравувам, да. Ова се нејзини кифлички. Значи, Милица, ако не стигна кај нас, ни испрати ванилички. Многу ти благодариме. И лепчето од нејзините раце месено. Браво, браво. Значи, со каква љубов ни дојдовте. Ајде уште вие да ни кажете. Добар ден, јас сум Гордана. Гордана. И сум членка на активот на жени од општина Центар. Јас направив милиброд. Традиционалниот милиброд, така? Каде да го дзирнам само? Пред вас. Тука, така. О, што убаво. Со суво грозје. Да, со суво грозје. Така. И мајка ми многу го правеше овој. Направи го што е штрудла со тиква. Штрудла со тиква. Така ја пробаме. И се така совршено добро. Кој ги правеше полнетите пиперки? Вие ги правевте. Замера како убаво посни, како убаво изгледат. Значи, нема што немаме нова трпеза, сето она што си е за овој дел од годината. Сега вака, драги мои, имаме таму едно признание кој што сака да ни го доделат. Може ли да го добиеме? Признанието, дипломата. Ете така. И весникот, повелете, ова мора да се јавно да се подари. Да? Ова ви го подарува Сдруженијето на пензионери од општина Центар за успешна соработка, да имаме и долго да ни трае. Денеска дојдовме прв пат кај вас, меѓутоа ние мислиме дека ќе трае ова долго. Ете така. На чело со нашиот председател Злата Стефановски, кој многу ве поздравува и јас му праќам срце. Така, многу му благодарам. Ова ќе биде на нашите витрини овдека во Алфа телевизија за спомен за нашата соработка. Тоа е почеток на нашата соработка. И ни подарувате од нашиот вестник и вино. Браво, браво, и добивме и вино да наздравиме за љубов, да наздравиме за среќа. Прекрасно нешто со толку многу за соработката која ќе паметиме за навек. Промоција на фолклорната секција Васка Илиева. Браво, браво. Значи, драги мои, јас сум толку многу среќна што ве запозна во мојот живот и што вие станавте сега веќе дел од мојот живот, нашите пријатели. Сакам сега да ви кажам дека морам да ја пробам и оваа пита која што ќе ја бараме и тука паричката ќе ја ќе видиме кај кого ќе се падне. Морам да ја пробам, ќе ви кажеме после на крајот од емисијата ќе ви кажам каде се падна. На крајот. На крајот. Драги мои, да наздравиме за љубов, за среќни празници, за се најубаво. Пази да не падне.
Да сте здрави и живи. И како велат? Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живе. На здравје за нашите гостинки, на здравје. Пријатели, како и ние што уживаме тука во студиото, во емисијата посветена на Василица, верувам дека и вие сите уживате во изведбата на овие прекрасни членови на Сдруженијето на пензионери на Општина Центар, поточно членовите на фолклорната секција. И нешто за нив ќе дознаеме повеќе од раководителот на фолклорната секција при Сдружение на пензионери на Општина Центар, господинот Момчула Божиновски. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Пред се голема благодарност до вас за вашата покана, за оваа можност да бидеме дел од оваа прекрасна емисија која што се гледа многу надалеку и која што од она кое што го знаеме сите ние е општо прифатена, затоа што на едно место каде што се негува богатиот и прекрасен македонски фолклор, представен преку игри, песни, кои што едноставно се она кое што македонецот го носи со векови, го префрла од генерација на генерација и се надевам дека и во тој дух и ние, вака веќе во овие години, како пензионери, прекрасни сте, прекрасни. Каков комплимент, добивме ово заслужува. Наистина, овие зборови. Браво, господине Момчула. Јас само што сакав да кажам дека сум навистина импресиониран од вашата изведба на вашето здружение. Сега сум импресиониран и од вашите коментари за нашата везилка. Ви благодарам од име на целата екипа на нашата везилка и ви се заблагодаруваме што ја прифативте нашата покана. Пред се, уште еднаш голема благодарност до телевизија Алфа, до емисијата Везилка, која што ни овозможи и на овој прекрасен ден да бидеме гости и да бидеме дел од оваа прекрасна емисија во која што се надевам дека ќе покажеме малку од она кое што веќе го имаме на репертоарот, затоа што ние сме многу млада група, фолклорна секција, постоиме веќе месец дена. Така, само еден месец. Само еден месец. Спасен, погледај ова чудо. И ова е, значи, премиерно, специјално за Везилка. Чекај сега, значи... Знаеш тоа, еден месец официјално, но позади нив имаат искуство, верувам, десетици години. Може ли да те викам моме? Може. Ајде, моме да ни кажеш, значи, повеќе за фолклорната секција. Како дојдовте до идеја, како ја формиравте, кои се плановите понатаму, колку членови брои? Секако. Интенцијата на формирањето на оваа секција постоеше од подамна, работевме на тоа. Едноставно ги следевме чекорите на сите оние активности кои што во Сдруженијето ги имаме како незини членови. Сите сме ние на некој начин членови на Сдруженијето, повеќе од страна кои што едноставно можеме да дадеме голем придонес во делот каде што нели ја нема политиката, го нема оној званичниот дел, треба вака, треба онака. Ние во слободното време кое што го имаме на претек и сакавме да дадеме еден свој придонес да ги анимираме сите наши членови, пензионери кои што на било каков начин гледаат да останат дома, да не излезат надвор. Се одлучивме на тој чекор да формираме една фолклорна секција каде што секој од пензионерите, од нашите драги пријатели пензионери е добро дојден. Браво. Значи, портите се отворени во секое време кои да сакат да се зачлени во фолклорната секција од Општина Центар, така треба да биде од Општина Центар.
Повелете, побарајте го моме, побарајте ги другите членови во Токму така. општината Сите. и се ќе ви одговорат на сите ваши прашања и ќе можете да се вклопите во програмот во репертоарот, Токму така, вратите се отворени за секој добронамерник. Така. Другите не ни Со требаат. добра енергија. Со добра енергија, едноставно да дадеме свој придонес и во овие години не сме ние за фрлање се уште, имаме уште во нас нешто, кое што имаме, видовме, да го видовме. Како го правевте тоа клекни, стани? добро. Морам да кажам нешто. Кажи. Чичко моме по потекло од Годивје. Во Токму нашиот така. крај, за тоа се заслужни корените Токму и така, токму убавата така. природа и бистра вода. Мореш убави мажи сте вие таму од тој крај. Бре, машала, Поплюкајте нека не урочите. Брсјаци смени. Брсјачишта и тоа со тапија. Убави луѓе. да. Така, сега што планирате во ова 2026 година? Верувам дека ќе отидете и на многу концерти, патувања, така? Се надевам, И се кои надевам. други коreографии сега ќе ги подготвите? Кои Токму ора? така. Баш сега сакав и на тоа прашање да одговорам. Сепак, нели, мора да планираме за да можеме да бидеме ефективни. Плановите за 2026 се многу. Креативноста ми работи се уште, не ми треба било. Се уште можам да... Ти си млад дечко. Благодарам. На 46 години мислам супер за тие години да размислувам. Да ми ти се позлати устата. Така. Плановите се големи, меѓутоа, како фолклорна секција за оваа година што изминува, работиме затоа што очекуваме 2026 и со документ да влеземе во Сдруженијето на пензионери, каде што ќе го добиеме заслуженото место и сето она што значи подготовка на она кое што сакаме да го направиме и сакаме да го презентираме. Ја користам оваа можност, оваа прилика денес, на овој прекрасен ден, да се пофалиме и да го промовираме нашето име, на нашата фолклорна секција. Нашата фолклорна секција од пред некој ден го носи името на нашата доајенка на македонската изворна и народна песна, мене многу драга тетка Васка Илиева. Браво! Нека е честито. Браво! Честито! Секоја чест! Браво! Вистински избор. Ви благодарам од она што јас го знам, знам. Името на тетка Васка многу малку е користено. Ќе се сложите и вие за жал. Меѓутоа, ние генерациите кои што се уште артикулираме и се уште даваме дел од нас, се од себе, мораме да го зачуваме споменот на тие прекрасни луѓе кои што македонската песна и македонското оро го пренесоа на сите континенти во светот. Значи, Спасен, наследното нивно гостување во нашата везелка ќе биде на вратата, значи, повелете за фолклорната секција Васка Илиева. Ево дека сме тука за нашето следно гостување. така. Можеме ли да очекуваме дека ќе ни дојдете со ваш собствен оркестар? Во секое време... Имате ли оркестар во ваш? Во моментот не, затоа што едноставно не ни е потребен, затоа што сето она кое што го работиме и она како што јас го имам замислено, претежно ќе се подкрепам на изворните инструменти, затоа што има прекрасни музичари, прекрасни исполнители, меѓутоа мора да се навратиме и на она што се почетоци. Ако го запоставиме изворното, не можеме да го надоместиме она кое што треба да дојде. Прекрасни музичари, прекрасни вокални интерпретатори, ве имаме и вас тука кои што се дел од сето тоа. Мислам дека во еден Ке спој. дојдеме и ние на некој ваш концерт, вие се ќе разбира. верувам дека оваа година кон крајот веќе ќе го одржите и вашиот прв годишен концерт. Се Имате надевам. повеќе ора, имаме и пејачка група, па ќе дојдеме и ние ќе учествуваме, така? Токму така. Ке ми простите сите вие што сте познати. Значи, нема кој не ве знае, барем ние кои ве пратиме. Меѓутоа јас, покрај вас, би сакал да ги поканем и сите овие кои што на некој начин се помалку фрлени во огон, за да им дадеме можност и на нив на било каков начин полека да бидат пред се сигурни во себе, затоа што вечерва слушнав двајца прекрасни исполнители. А дека не се пензионери? А тоа што не се пензионери ќе го надоместиме со нешто друго. Да, може значи и постои Секогаш. така опција Постои да се опција. нуваат и луѓе кои што не се пензионери. Секогаш и ќе ви дадеме име на дворешни соработници. Одлично. Може. Политички одговор беше ова.
Јас ќе бидам секретарка на благајникот. Се прифаќа. Кај што се парите, ќе правиме организација Спасе. Се прифаќа, се Ете прифаќа. така. Некој референче, нешто таму, по набавки, каде што може нешто да... Ти да си ми жив и здрав, ќе ти најдеме место. Ќе ти најдеме и работа ќе ти најдеме. И работа ќе ти Значи, ве најдеме. видовме со првата кореографија Пембе. Токму така. Пембе, тоа е од кој крај на Македонија е Пембето? Значи, Пембе го слушнавте во верзија на Чалги. Леле, колку беше прекрасно. Значи, Морници ни доаѓа. Ме одушеви, јас претежно спиев на увото дека најдобро ја отсвири или Ампевски. Меѓутоа, кога го слушнав, овој дел каде Чалгаджиски се изведува Пембе со канон. Со канон, токму така. прекрасно. Толку ми остави еден убав печаток и заедно со сите нас, со сите овие мои пријатели кои што се зад мене, пријатели нормално, одлучивме да му дадеме еден сосема подруг призвук на она што е Пембе, а од друга страна ни одговараше затоа што беше попратка верзија. Ајде тоа што освиреме преубаво. Тука јас сега лично да ве прашам вас, Повели. господине Момчула. Повели. Каде таа ваша енергија? Пет Па како пати коленици клекнавте, играше, пет да, пати станавте, да, Па да. вие на нога не газевте. На човек да му е мерак да ве гледа. Благодарам. Јас пред се му го должам тоа на генетиката, од каде што потекнуваме. Браво. И обајцата. Генетиката е јака, коренот е јак, сепак сме некои нешто, кој не знае ќе мора да ја прочита малку историјата и да дознае кои се брсјаците. Копачка, славна Дебарца. Токму така, Копачка, славна Дебарца, Малесија и така натаму и така натаму. Не се даваме ние така. Никако, нема давање, какво давање. А сето друго е работа и едноставно посветеност на нешто. Јас сум 40 години во фолклорот. Во фолклорот. Во кое друштво играше порано? Моето присуство беше во Железничкото културно-уметничко Железничар, друштво. така. Да, во Железничкото културно-уметничко друштво години, целиот мој работен век го помина во Македонски железници и дел од тоа му го подарив на Владо Тасевски и со играње, меѓутоа и во делот на организација, затоа што како вработени мораме да дадеме и свој придонес. Меѓутоа, доаѓаат млади, доаѓаат помлади од нас, мораме да им отстапиме место и на помладите од нас да го продолжат она што ние го започнавме. А сето друго е работа, посветеност, а јас сум дете на музичко семејство, моите дедовци, мојот родител, јас и ден денеска во години имам 4 гајди од татко ми, имам зурла од дедо ми Климе 105 години. Кога сме кај годивие, ќе ги искористиме приликата да поздравиме некој, например Никола Личо, да го поздравиме? Па да го поздравиме Вујко Никола Личо. Да го поздравиме. Еве, ако не слуша мене дедо Никола Личо, на вас Вујко Никола Личо. Токму така. Поздрав и до сите. Имаше една песна годивјани. за годивие, така? Да. Која беше песната? Тука се присутните. Дебарца. Тука е Ленче, тука е Горан, една прекрасна нумера, нумера која ќе остане во сеќавање и благодариме на Ленче и на Горан за една прекрасна нумера која се надевам дека ќе се пее уште многу Токму години. и Ленче Кукич се погоди во нашата кога ја видов, емисија, да. Уште кога ја видов, одма ми асоцираше на Горан и на браво. Ленче за песната и еве ја користам оваа можност да им се заблагодарам за она што стварно го направи. И ние користиме оваа можност на сите вас да ви се заблагодариме, затоа што ни внесовте свежина во емисијата, вие сте премиерно во Везелка, ќе продолжиме и понатаму да соработуваме со вас и со председателката Виолета, ќе создаваме уште многу емисии, многу активности и така натаму. Сега, со што ќе ве видиме? Сега Со што ќе се представите? на радост на сите вас, една прекрасна нумера, нумерата е од танец, меѓутоа, нели, како македонци, како луѓе кои што го негуваме фолклорот, имаме право да го направиме тоа онака како што ние можеме, според можностите, според годините кои што ги имаме, морам да ги споменам. Нели и годините, мада, не ги читајте личните карти, не е битно. Сега, Не, дома ќе си ги оставиме личните токму карти. така. Сега, сите заедно, фолклорната секција Васка Илиева ќе настапиме со прекрасната нумера Прстен ми падна. Браво! Ајде, повелете, ви благодариме многу.
Дами и господа, додека вие се подготвувате со прибирање на дрвца, нели, за Василичарскиот оган, јас верувам дека ние успеавме тука со нашата атмосфера, со нашите мелодии, со нашите гости, со нашите содржини да го запалиме тоа мало празнично жарче кое тлее во вашите срца и верувам дека ги затопливте вашите домови со нашите прекрасни содржини. И нашиот дом ние го стопливме со прекрасните гости. Секако. И ние се подготвуваме за Василица, така ли е? Дефинитивно. Толку ни беше преубаво во денешната везелка, драги наши сакани пријатели. Со уживање ни помина и оваа везелка, а вие чекајте не следната недела во истото време со нови содржини и едноставно големо благодариме на прекрасните естрадни уметници што беа денеска наши гости, на оркестарот група Круна и на членовите на Сдруженијето на пензионери при Општина Центар, како и фолклорната секција Васка Илиева. Христос се роди! Jedno mome ubavo, si zaljubiv jedno mome ubavo. Crni kosi, crni oči gajtan veki, što mi ja vidov, ja se zaljubim. Crni kosi, crni oči gajtan veki, što mi ja vidov, ja se zaljubim. Ej, srećo moja, sega kade si. Ej, sudbo moja, daruvaj me ti. Ej, srećo moja, sega kade si. Ej, sudbo moja, daruvaj me ti. Zaljubiv jedno mome ubavo, si zaljubiv jedno mome ubavo. Bedni usni, slatki usni, topli bakneži, samo jednaš jazgi ljubev i se zaljubi. Bedni usni, slatki usni, topli bakneži, samo jednaš jazgi ljubev i se zaljubi. Ej, srećo moja, sega kade si. Ej, sudbo moja, daruvaj me ti. Ej, srećo moja, sega kade si. Ej, sudbo moja, daruvaj me ti.
што ме видов, јас се заљубив. Тенко тело, лице бело, заби бисери. Што ме видов, јас се заљубив. Еј, среќо, среќо моја, сега каде си? Еј, судбо, судбо моја, дарувај ме ти. Еј, среќо, среќо моја, сега каде си? Еј, судбо, судбо моја, дарувај ме ти.